Благодарам, председателе на Комисијава за европски прашања. За жал, продолжува една пракса која што се случуваше во минатиот мандат. И денеска ми го освеживте вака сеќавањето, кога јас бев дискриминирана на оваа говорница во минатиот мандат и кога ми исклучуваше претходниот председател на Комисијава, кога ми исклучуваше микрофон или кога знаеше да напушти салата и да не остави да си збориме, како да не сме важни ние, како да ние овдека не представуваме одредена група граѓани кои што не гласале. И дефинитивно оваа комисија или треба да го смени, вака да ви предложам, или треба да го смени името од Комисија за европски во Комисија за неевропски прашања, затоа што најмалку споделува оваа комисија европски вредности, или пак да се укинат сите други комисии, само оваа комисија во собранието да работи, па поминувајте си што сакате, затоа што и онака другите комисии не ги уважуват. Затоа што поминаа многу закони, искуството покажа дека поминуваат закони кои што не се тема, не е матично работно тело оваа комисија, се повикувавте на низа регулативи и конвенции, многу пати лажно, затоа што содржината на законите не се усогласени впрочем со тие конвенции и тие регулативи, како што е и впрочем и овој закон сега, иако се повикувате на конвенции. И ја губи смислата веќе собранието кога вака се носат закони преку трупа. Јас затоа да ги укинеме другите комисии, затоа што многу битни, многу тешки, големи, сензитивни национални прашања се решава овде во оваа комисија, иако не требаше овде да е. Многу пати се држеа преговори за затворени врати, за големи прашања повторно национални, па после тоа прво се коси со вашата определба дека вие имате коалиција за транспарентност, за инклузивност, за да после во јавноста излезе дека всушност тие преговори што се вршеле, тие закони што се носеле, прекршување на низа закони, всушност дека се отвара во јавност Пандорина кутија, која што Пандорина кутија ќе не можеме да затвориме наредни можеби 50 години. И морам да ја критикувам постапката и процедурата на носење на овој закон. Прво што овој закон пред известно време, кажа мојата колешка, имаше негативно мислење од 11.1. од страна на владата и продолжувате под плаштот на европско знаме повторно да туркате закон дека под изговор дека не е сложен и обемен закон. Тргнувајќи од наравот на вашиот премиер, кој што 3 пати во еден ден менува изјави, не се знае на Сабајле што ќе каже како ќе заврши денот, така да кога би поминал хипотетички овој закон, како што сте тргнале по скратена постапка, може да изјави после тоа пупу не ваши, бидејќи менува изјави 3 пати во денот. Прво го поднесоа пратени по скратена постапка, за да потоа го поднесе владата и повторно по скратена постапка и со европско знаме, само за да се скрати можноста за да се дискутира овде во собранието, а нели живееме во демократија, да не кажам во анархија. Повторно ќе кажам дека оваа комисија не е матично работно тело, иако овдека има ексклузивно право председателот на собранието да одлучува кој закон во која комисија ќе се гледа. Инаку според надлежностите на комисиите, собраниските тела, овој закон би требало да биде во Комисијата за одбрана и безбедност како матично работно тело, а не во оваа комисија, но очигледно не ви одговара да говориме на теми кои што ги засегаат граѓаните. Бидејќи се повикувате на тоа на законите дека не се сложени и обемни закони, и јас би сакала да ве прашам по кои критериуми цените дека и овој закон не е сложен и обемен закон, дали по бројот на страни или по содржината, суштината, областа во кој што задираат законските измени, затоа што некој пат може и со измена на еден член во законот да се предизвика голема промена во одредена област. И за овој закон тврдите дека не е сложен и обемен закон, а во суштина не е така. Како што кажав, дека ја злоупотребувате оваа комисија многу пати и дека закони кои што не се усогласени со европската легислатива ги носите овде, тоа значи дека го злоупотребувате европското знаме и се повикувате
проформа само, по не знам кој пат. И до вас, председателе, реагирам, затоа што по не знам неколку пати претходно на почетокот на комисијава повторувавте за законот за попис, се сложувавте и вие и така натаму. Не значи дека неколку пати кажана лага ќе стане вистина, плюс да не бев присутна, ќе молчев, но за волја на вистината и тој закон го поднесовте со европско знаме и наместо во Комисијата за политички систем се гледаше овде и цела комисијска расправа се одвиваше во Комисијата за европски прашања, чисто само за подсетување. И ме зачуди зашто не спомнавте дека имавме суштински амандмани и дека во духот на вашата инклузивност под наводници не прифативте ни еден. И сето ова што го говорам го има нотирано Европската комисија дека има премногу скратени постапки, дека во минатиот мандат 45% од законите донесени во ова собрание се по скратена постапка и дека сме само како собрание печатница на закони, а немаме нивна примена или имаме селективна примена. Јас би ве замолила да си ја смените праксата, да во ова собрание на сила се гласаат. Знаете за што говорам, за тие што беа во минатиот мандат, знаеме овдека како се гласаа на сила и дневни редови, и уставни измени и така натаму. Не би сакала да отварам таа тема. Да си ја промените перцепцијата и пред народот, затоа што вие изградивте таа перцепција, и за да имаме доверба како собрание и како пратеници, но да ја промените и перцепцијата и пред Европската Унија, затоа што заради вакво однесување на мнозинството, ние нема да добиеме уште многу години, односно ја доведувате иднината на државата под закана. Патем не само Европската комисија, своевремено и Бујар Османи објави дека ние сме најдобар пример во регионот по усогласеност на закони со европската легислатива и дека имаме 40% усогласени закони. Јавно прашувам, што фајде од тоа да ги усогласуваме ако не се имплементираат? Ако граѓаните не ги почувствуваат бенефициите од донесените закони, од празно слово пишано на хартија, немаат никаков ефект. И за овој закон се повикувате на конвенции, чија содржина се коси самиот предложен закон. Претходно моите колеги спомнаа дека нема анализа, тоа е точно, дека нема анализа, нема мислење од експерти, се виде дека не сакате јавна расправа, а искрено од искуството од минатиот мандат, па и од сегашниот, држејќи јавни расправи чии што заклучоци потоа не ги имплементирате во законите, не ги применувате, јас не знам и дали ќе има ефект ако одржиме јавна расправа, затоа што заклучоците нема да ги примените повторно. И затоа во јавноста оставивте за жал повторно за сензитивна тема да се шпекулира, да се креваат очекувањата, да се спуштаат и така натаму, но да се шпекулира со бројките на луѓе кои што се опфатени со овој закон. Значи не може, како што кажав претходно, за општо добро на граѓаните да се носат закони за затворени врати, па закони со европски знамења, со скратени постапки, затоа што сте контрадикторни со самите себе. Велите транспарентност, велите инклузивност, а за жал ништо од тоа. И зошто, еве да ве прашам, вие сами го носите овој закон во таков еден клинч, да стекнувањето на државјанството како еве највисок степен на интеграција во едно општество, да се сведе на дневна политика или да се сведе на купи-ден продај политика, ако суштински сакаме да го решиме проблемот, тогаш ни требаат дополнителни анализи, да не оставиме јавноста да врие, да не оставиме на променливата одлучност или неодлучност на вашиот премиер, кој што менува 3 пати изјави во денот, да се направат по-детални анализи, дали за 2 недели ќе се донесе или за месец, ја не гледам пречка, може да се јавната расправа, дополнителна тежина би биле објаснувањата на експертите. Ако мислиме да си градиме консензус во нашево општество за кое можам да кажам сигурно дека за најсензитивните прашања не успеавте да постигнете консензус,
За жал, не ни побаравте консензус и затоа има таква силна политизираност и поделеност во општеството. И јас сметам дека е време да си го ставиме прстот на глава, посебно вие, како одговорно мнозинство, да си го ставите прстот на глава и секоја постапка, процедура или закон што ќе ги потегнете во ова собрание, да видите какви последици ќе предизвика за јавноста. На крајот на криштата сме народни избраници. Сметам дека треба тоа да го применувате и да го почитувате, еве, во име на граѓаните, како вие што се повикувате, во име на граѓаните, да не остане тоа празна флоскула, зашто до сега е празна флоскула, бидејќи така ја кажувате вие, само проформа. Еве, во име на граѓаните ве повикувам да одржиме јавна расправа во собранието, да имаме заклучоци и на крајот на криштата, ем нас ќе ни биде полесно, ем со почист образ ќе излеземе сите од ова собрание, затоа што на крајот на криштата излегува дека во собранието, дека во политичките партии се држат преговори за затворени врати, а потоа најзасегнати се граѓаните. Ако сме народни избраници на вистина, тогаш е ви предизвик да го докажеме тоа. Благодарам.